Нова епизода на подкастот Се за децата. Пресреќен сум денеска што во ваква состојба во која што сме изморени од работниот ден, поготово нели периодот што ни престои, имаме многу поголема работа и сето она што на нас ни ги носи како предизвици, сепак сме радосни кои ќе дојдеме да говориме на тема за децата и да им помогнеме и да се справат нормално и родителите со сите проблеми кои што настануваат во ова ново модерно општество. Започнавме пред извесен период една многу убава тема и рековме дека ќе говориме на таа тема. Таа тема е за менталното здравје кај децата. Радосен сум што имам многу гости кои што посебно тие работат со децата и пројавуваат голем интерес за да го кажат сето она кое што ќе биде во интерес за здравјето на децата, нормално и како една голема помош на родителите. Вечерва сум толку среќен што имам гостинка, асистент доктор Билјана Гагачевска, која што е субспецијалист по детска и адолесцентна психијатрија. Тема на која што, да кажам, вечерва сум среќен што ќе говорам и баш буквално со вас да ги споделиме сите они работи што ги и ние споделуваме во нашата и во нашите амбуланти. Како за вечерва, добро вечер, доктор Биле, како сте? Добро вечер, Ангелчо, благодарам на прашањето, многу добро. А Баш ти? ми е мило што еве вечерва почнуваме пак една заедничка соработка на оваа тема која станува збор за децата. Нормално дека се познаваме многу одавна, дека работиме на проблематиката со децата и имам некој елан посебна убава енергија кога ќе седнам наспроти човек со кој што сум споделил и многу научни искуства, сум споделил и многу дружби, но сепак не врзувала работата заедничко околу децата, па сме помагали. Доктор Биле, накратко за вас, кажете ми буквално како, што и што правите во својот работен и животен тек. Од почеток или од последните краеви? Имајќи во предвид дека јас цел живот работам во оваа област, значи немам ни ден работено нешто друго освен психијатријата и после завршувањето на факултетот веднаш започнав со специјализацијата, па краток период работев со возрастна популација, па потоа почнав со децата, се додека и не станав субспецијалист. Во одреден период, да бидам искрена, се занимавав и со нешто друго, кое што беше дефокус, да кажам, од оваа работа, но она кое што беше, да, и во тие мрачни времиња, искрена бидам, она кое што ме одржуваше и кое што ми ја полнеше душата и ми даваше сила да издржам, беше таа повремена кратка работа со децата, која што ја имав, за да потоа повторно си се вратам на мојата професија, во моето царство, како што сакав да го кажувам, каде што работев, во Битола, во службата за ментално здравје за деца и млади, но бидејќи таму ги достигнав максимално можностите кои што ми ги нудеше самата институција за работа и придонесување во помагањето на менталното здравје за децата, решив пред повеќе од 2 години да дојдам во Скопје и сега во моментот работам на клиниката за психијатрија, на одделот за детска и адолесцентна психијатрија, која што е во терцијерно здравство и врвната установа во оваа област во нашата држава, каде што можностите покрај тоа што е практичната работа, клиничката работа, можам да се занимавам и со наука, односно истражување и нови методи, нови предизвици, нови страници, се со цел за помагање од повеќе аспекти на децата. И она кое што јас би го кажала, ова што го работам, мене не ми е работа, мене ми е хоби. До тој степен уживам во мојата работа и си ја сакам мојата работа, колку да има предизвици, колку да има проблеми, колку да е тешка понекогаш, колку да понекогаш има премногу работа и те истоштува, на крајот на денот уживањето кое што ми го дава личното задоволство, моментот кога работиш со најмладите, ми ги полни батериите. Баш токму заради тоа имаме доста сличности кога станува збор околу нашата работа. Нам работата ни е задоволство, ќе кажам. Хоби, едноставно хоби. Едноставно, да, каде што ние си се пронаоѓаме и сме желни да помогнеме. Ајде за самиот старт. Докторка, дали на вистина има повеќе деца со ментални проблеми кога станува збор за менталното здравје или токму сега во овој период почнаме да ги препознаваме? Видете, и двете работи се точни. Значи да, точно имаме повеќе, но и повеќе ги препознаваме.
Тоа не значи дека оваа генерација и овие деца се послаби на некој начин, па се соочуваат со повеќе проблеми од овај аспект. Мора да забележиме дека живееме во едно друго време со едно друго темпо и начин на функционирање кој самото по себе носи повеќе соочувања со поголеми предизвици, но и ние како професионалци сме повеќе заинтересирани, поспремни и посигурни да ги препознаеме менталните проблеми и растројствата, психичките растројства. Од една страна, од друга страна, самите родители и самите на некој начин пациенти се похрабри да побараат помош, бидејќи има разлика истите проблеми кај дете во таа возраст сега и да кажеме пред 10, 15 или 20 години и спремноста на општеството таквото дете да му понуди помош, а и од друга страна да не заборавиме за стигмата која што за жал се уште постои и спремноста на фамилијата, семејството да побара помош. Така да, од една страна да повеќе ги препознаваме, кој што е поголемиот дел, а од друга страна да ги има повеќе бидејќи темпото на живот е поразлично. Многу широка тема, многу теми кои што вечерва сакам да ги изразговараме и ќе посветиме токму внимание, затоа зашто навистина се бараше еден, да кажеме, импакт во врска со вашето мислење, конкретно како детски психијатар, бидејќи се повеќе и повеќе се среќаваме со проблемите, гледачите и пациентите, или да ги кажам, буквално нашиот народ бара на некој начин да објаснување во врска сето тоа што станува со нивните деца и како. Јас ќе започнам дека токму менталното здравје, што всушност тоа значи да им поедноставиме на гледачите? Вака, менталното здравје кога би го дефинирале, значи како да кажеме благосостојба, но тоа не значи и отсуство на болест. Она кое што сакам да го појаснам, посебно кога зборуваме за детското ментално здравје, тоа не значи дека немаме непријатни емоции. Тоа не значи дека немаме непријатни однесувања. Тоа не значи дека немаме проблематично функционирање. Она кое што значи менталното здравје значи дека знаеме да се справиме и да имаме добра афективна регулација кога се соочуваме со сите тие проблеми и предизвици. Затоа е многу важно да се нагласи дека емоциите како емоции, и позитивните и негативните се добри. Да не потенцираме дека немањето на негативни емоции е ментално здравје. Значи, менталното здравје значи добро интегрирано функционирање, без оглед дали зборуваме за дете или зборуваме за возрасен човек, квалитетен начин на живот. Но онак што за мене е најважно, здрави начини за справување со фрустрациите, со негативните емоции кои што се јавуваат, со однесувањата кои што се проблеми предизвик и за родителите и за децата и со сите тие новонастанати аспекти на денешното функционирање на младите да биде еден здрав и соодветен начин на справување и функционирање. Ајде вака, конкретно, што највеќе ве како детски психијатар, што највеќе ве засега токму во последните години како психијатриска проблематика кај децата? Видете вака, проблематиката е многу, плеадата на симптоми и растројства е многу широка. Ќе почнеме дека кратко сакам да кажам дека во денешно време некако најголем акцент се става на невроразвојните нарушувања и тие највеќе се поврзуваат со детската психијатрија, но тоа не е така. Невроразвојните нарушувања се само, да не звучам грубо, не е ова точна бројка, но ајде ќе кажам еден мал процент, минимален процент од она што всушност е менталното здравје. Значи, во наша област се бихевиоралните нарушувања и проблемите кои што се јавуваат при невроразвојните нарушувања. Но детската психијатрија и менталното здравје опфаќаат многу голем дел на симптоми, како например да не ја заборавиме депресивноста, да не го заборавиме намаленото расположение, но не она кое што е функционално и нормално, она кое што е повеќе од и кое што е нарушува функционалноста, анксиозноста кај младите и кај децата, да не заборавиме стравовите, потоа го имаме себе повредувањето кое што за жал многу е се позачестено како модел на справување и регулирање на таа афективна изложеност кај децата. Потоа, тука спаѓаат расстройствата во исхраната. Некако ги потурнуваме под тепих, се правиме дека не ги гледаме, но тие самите по себе се еден огромен дел од
не би рекла само предизвици и проблеми кои што се појавуваат кај младите популации, границата за појава на истите е многу намалена, некаде веќе гледаме од 7-8 годишна возраст појава на такви расстройства. Потоа го имаме однесувањето, агресивното однесување, пркосот кој што се јавува, кој што не секогаш е сам по себе агресија персе, туку некогаш и многу често зборува за тага, за една болка, за едно страдање на детската душичка. Ги имаме проблемите во учењето, ги имаме проблемите со вниманието, расстройството во вниманието, кое што е многу зачестено. Од друга страна имаме школски проблеми, имаме соочување со тие анксиозности во самото школство, подложеноста на булинг, подложеноста на перфекционизам, кој што во денешно време преку социјалните медиуми и живеењето на еден свет кој што не дозволува грешка, кој што не дозволува обити грешка всушност и соочување со обичноста и потребата да се биде совршен на некој начин придонесува до појава на многу од овие симптоми и проблеми кај децата. Дали ќе може да објасниме на гледачиве конкретно кога станува збор за прашањето анксиозност, зависно од возраста или да кажеме кога треба да се вклучи алармот, што родителите да препознат кога едно нивно дете е анксиозно? Што да препознаат? Имате неколку типови анксиозност, имате еден вид на анксиозност која што се јавува, например, развојно е очекувана да се појави. Се до оној момент докога ги надминува границите и на оптималното квалитетно функционирање, може да се менаџира од самите родители, во смисла, еве кратко, кога зборуваме во развојните фази во предшколска возраст, најчесто во нашата држава разликата помеѓу децата е помеѓу 2 и 4 години, ова пак не зборам со точни бројки, него од она што сум го забележала. Кога имаме кај поголемото дете, кога се раѓа второто дете, се појавува една анксиозност која што е очекувана и развојна, но се додека таја не прави проблем во функционирањето на детето и не прави последици, една очекувана анксиозност која што може да се менаџира и без посета на стручни лица и на лекар. Потоа одиме кога почнува детето на училиште, ја имаме таа сепарациона анксиозност. Посебно ако детето не посетувало градинка, наеднаш одвојувањето од мајката и од примарното семејство носи проблеми со одредени стравови кои што го прават да биде повознемирено. Меѓутоа пак ќе повторам, кои се границите, дали тоа е транзиторно, дали трае кратко, дали е блага анксиозност, која што не го нарушува функционирањето на детето и на семејството целокупно, тогаш нема потреба од помош, но кога веќе имаме проблеми во функционирањето, страда сонот, страда целокупното школото страда, намалено расположение, имаме неможност да се спие, несоници или прекумерно спиење, повлекување, несакање на дружба, затварање во себе, потоа имаме неможност да се следи наставата, намалување на академскиот успех во тој период, веќе е некој аларм кој што треба да го вклучиме и за да разговараме со некој. Тоа не значи дека секое доаѓање на лекар, еве конкретно кај нас детските психијатри, завршува со терапија. Не секој предизвик и проблем е за лекар. Некогаш можеме да побараме помош од психолог. Значи советувањето со психолог, па психологот да процени дали има потреба да се консултира лекар. Сакам да кажам дека не е ни толку страшно да се дојде кај нас, но кога има потреба, колку побрзо се дојде, толку е подобро за сите. И за мене како лекар, и јас сакам моите пациенти да бидат добро. И јас сакам да го гледам успехот. И мене на некој начин ми е предизвик и ми прави проблем, бидејќи кога некоја работа се одолговлекува и не ми оди онака како што очекувам, сакам, за да помогнам на детето. Така да, колку порано се побара помош, кога има потреба, е подобро, но не мора се да психиатризираме, да не ги психиатризираме децата. Значи, не секое плачење е психиатриски проблем, не секое тантрум и секој пркос кој што се покажува и секој револт кој што се покажува и агресија е психиатриски проблем. Некои работи се саморазвојни низ кои ние сме поминувале. Ова зборувам за децата кои што се во предшколска и школска возраст. Понатаму како одиме по
Во адолесцентната возраст веќе имаме други предизвици и други проблеми со кои што се случуваат адолесцентите, кои што реално се барањето на нивниот идентитет, автономијата која што ја покажуваат, пркосот кој што се јавува доколку не ги надминува границите. Да не заборавиме дека и ние некогаш сме биле на нивната возраст и ние истото сме го правеле, па не населе на психијатри. Дали анксиозните пореметувања се всушност вовед некој пати во депресија? Видете, многу често одат заедно. Може да почнат како анксиозност и да биде надоградено депресивното расположение. Не мора за се да зборуваме депресија. Депресивното расположение и депресивноста се симптоми на многу други расстройства, а не на самата депресија. Но одат заедно. Кога едно дете станува анксиозно, зборам од патолошки размери. Значи, очекувано е да плаче. Очекувано е да се повлекува, иако ние не го забележиме тоа, па станува тажно, па потоа тука се надоградуваат неговите мисли и перцепции за тоа зошто е тоа така и како се случува, кое што доведува до намалено расположение и појава на таа депресивност. Иако многу почесто, за жал морам да кажам дека кај многу мали деца се забележува она депресија, класична депресија која што се појавува и која што е ендогена и која што навистина си бара сериозен третман и сериозен пристап во работата и која што бара мултидисциплинарно, но за жал и фармаколошко третирање. И не е баш така безазлено. Она што е модерно време, нормално не можеме, ние сме сведоци на тоа модерно време. Јас ќе кажам дека во последниот период, последниве буквално 2 години се говори за едно пореметување кое што може да биде буквално во двете сфери да се опфати, дури и психијатријата. Ќе кажам околу екранизмот. Можете ли да дадеме барем некаков осврт, поготово психијатриски, односно детски психијатриски осврт во врска со екранизмот? Кога е проблем, зошто е проблем, што настанува? Детското мозоче е пластично, се развива. И сега замислете едно малечко мозоче кое што е толку нежно, што например еден недостаток од кислород од само 1 секунда прави проблем за за што зборуваме. И сега кога тоа мозоче ти го изложуваш на екрани, кај екранизмот, не е дека многу често знаат да речат порано повозрасните, очите ќе ти страдат. Не е тоа проблемот. Промената на светлината, сината светлина, боите, предизвикуваат биохемиски промена на биохемиските процеси и невротрансмитерските процеси во самиот мозок и тука всушност настанува проблемот. Ние тој мозок на едно малечко дете го учиме да се развива на брз допамин. Значи, допаминот е оној што ни ја дава наградата. Меѓутоа, детето ја добива тој краток, брз допамин, кој што доаѓа како многу импут, силен проток и веќе прави проблем во самиот и структурен развој на мозокот, од една страна, од друга страна, за допаминот ние по здрав начин да го крениме и да го доживееме задоволството, треба да го преминиме и периодот на досада, бидејќи досадата е многу креативна и многу полезна за децата, ние им го скратуваме тоа право. Ги учиме децата на награда, на брза награда. И сега понатаму од тука доаѓаат проблемите. Од една страна. Од друга страна, кога имаме употреби, кога зборуваме за екранизам, најчесто зборуваме за телефон и зборуваме за употреба на таблети на многу мала возраст, односно и кога најчесто е проблем од 0 години. Знаеме се користи за детето да биде мирно, за детето да јаде, за да родителите имат малку мир, за детето да заспие побрзо. И тука ние го правиме проблемот. Еднонасочната комуникација. Значи комуникација кога јас и вие зборуваме. И кога детето постојано е насочено само на еднонасочна комуникација преку екранот, ја губи способноста да го учи говорот. Зашто би му бил потребен говорот на тоа дете. Ја добива наградата брзо, ја добива веднаш, добива се што сака, а нема потреба да го побара тоа. Како расти развојно, тоа станува навика и станува зависност. Да не заборавиме, станува зависност и сето во основата на таа зависност точно е тој допамин. Пребрзото трошење на допаминот доведува до појава на други состојби кои што не би сакала да ги оптоварувам гледачите и слушачите, но она што е важно да го знаете дека
имаме резерви кои што ги црпиме и кои што предизвикуваат понатаму други развојни и психијатриски состојби. Така станува зависноста. Потоа обидете се вие на тоа дете кое што е навикнато, кое што е растено и кое што телефонот за него е нешто нормално, нешто функционално, нешто како да ви објаснам, како воздухот, како краната, како мајката, како таткото, како родителите е присутно тука, да го одземете. Наеднаш имате соочување со наплив на негативни емоции, кои што прво тоа дете не ги разбира, не знае што се случува и не знае како да се справи. Тоа е едната страна на паричката. Од друга страна, живееме во општество каде што телефонот е веќе потреба, не е само луксус и не е само хир. И ако ние решиме дека одиме во другата крајност, значи сакам да потенцирам, зборам во првите години на развојот, до 6-та година, 7-та година, јас сум поборник на апсолутно забрана за употреба на електронски направи во смисла на екрани. Доколку тоа мора да биде минимално сведено на не повеќе од 30 минути во денот и тоа после 3-та година, бидејќи апсолутно дете до 3 години нема потреба да користи екрани. Веќе кога станува збор за децата кои што влегуваат во школска возраст, телефонот станува потреба. Ако ние решиме да го изолираме детето од електронскиот свет, правиме дете кое што не се вклопува со неговите врсници. Дете кое што нема да биде снајдено, дете кое што нема да го живее животот соодветно на темпото и на нивото на развој со неговите врсници. Значи нема да знае кои се тоа активни и актуелни игри. Комуникацијата е сведена преку Вибер групи, но тоа не значи да одиме од крајност во крајност, пак ќе повторам. Тоа значи дека детето треба да го користи телефонот, но треба да биде строго ограничено и строго контролирано. На почетокот да биде за потребите на децата да се слушни со другарчињата, па и оној краток период да поигра, тие многу се актуелни за жал Roblox играта. Roblox, тоа да поразговараме. Значи Roblox играта конкретно е правена на тој брз допамин и конкретно е правена на развој и развивање на ограничени деца, односно деца кои што нема да ги користат капацитетите, своите интелектуални капацитети за размислување, решавање на проблеми. И пак ќе повторам, употребата на досадата. Најкреативните работи се случуваат кога едно дете му е досадно и кога бара начин да ја надмине таа досада. А ние им ја одземаме таа досада, им даваме алатка која што им нуди брзи задоволства и кој што за жал не ги спрема за понатаму во животот. Бидејќи видете, детето треба да се соочи со фрустрацијата, детето треба да ја почувствува фрустрацијата. Знам дека скокам, преминувам од една тема на друга, но со тоа имаме многу работи да зборуваме на оваа тема. Значи треба да ја почувствува таа фрустрација, треба да научи да се справи, да ја преработи, обработи емоцијата за да продолжи напред, а ние им го земаме тоа право и таа можност да ги научиме на справување со тие негативни емоции. Да, тие ендорфинот и допаминот ги добиваат токму преку тоа задоволство. Тоа е за нив задоволство. Да, тие не знаат што е тоа, но така се учени да растат. Како да ви објаснам, ако ова е октопод, за мене и за вас е октопод и ние знаеме дека е октопод, тоа е исто, детето знае за телефонот и за него тоа е нормална работа. Така. Ајде вака сега, бидејќи не е скокање од темата, ман се движиме во правецот во кој што сакаме за да ги информираме родителите да ги добијат најдобрите и најкорисните совети од наша страна. Еве се тоа што го издискутираме. Стигнаме до еден заклучок дека кај децата токму што ги спомнавте стравовите. Стравови какви и што представува стравот кај децата? Значи, стравот е секогаш поврзан од нешто. И стравот предизвикува негативна реакција. Дали ќе е плачење, дали ќе е анксиозност, дали ќе е намалено расположение, тоа е последица на стравот. Да не, пак ќе повторам, да не психијатризираме све. Да. Има одредени стравови кои што се развојно нормални како поминува од фаза во фаза детето. И треба да ги доживеј, потребно е да се соочи со нив и како што кажав на почетокот повторно ќе се повторам. Добро ментално здравје не значи отсуство на негативни емоции, туку значи здрав начин на справување со негативните емоции,
така да и тука со стравот. Значи да, стравовите, знаете, има деца се плашат од темница, стравот од темница. Физиолошки е тоа. Стравот од бабарога. Значи, вештерките или стравот под креветот, кога се одделуваат од сопствените родители, спијат во своја соба, очекувано е да се појави таков страв, развоен страв, физиолошки, ради тоа што ја прават првата сепарација, бидејќи детето дотогаш ја познава мајката како примарен објект на давање на задоволство, понатаму љубов, поддршка, и сега ти го одвоиш, а тоа е природен момент, природна фаза која што треба да се помини. Потоа понатаму идат, тоа се тие сепарациони стравови. Значи стравот од ноќта, страв од многу работи, но тоа е во одредена граница на нормалата. Се друго кое што ги надминува очекуваните здрави начини на реакции, веќе станува проблем. Како например може да има стравови, дете растено во дисхармонична средина. Дете кое што е постојано изложено на викотници, па и на физички насилства, значи на семено насилство. Дете кое што е растено во една таква средина, очекувано е да појави стравови. Да појави стравови од возрастни. Дете кое што е жртва на насилство, каде што е употребувана физичко насилство, е очекувано од агресорот да се плаши. Очекувано е потоа тој страв да го проектира на лицата од ист пол. Така да, тоа дете ќе покаже и многу други симптоми кои што ќе се појават. Потоа имаме одењето на училиште. Сепарациониот страв, стравот, знаете како, тука имаме прифаќањето, децата, соучениците, припадноста, стравот дали ќе бидам прифатен, дали ќе ме сакаат. Еден од основните стравови е да припаѓаш на една од основните потреби е да припаѓаш на одредена група и да бидеш сакан. И сега тука го имаме тој момент. Некогаш може да биде од повеќе, кога веќе пречи, кога детето не може да спие, кога не сака да оди на училиште, кога се повлекува и е проблематично неговото функционирање, и тогаш веќе се тие патолошки стравови. Детето не сака да оди на училиште. Проблем ли е и што да правиме? Се запрашуваме што е тоа што се случува во училиштето, од кое што го повредува детето и кое што е причина за да детето не сака да оди на училиште. Бидејќи едно дете, обично сите ние, па не само децата и возрастните, сакаме да бидеме на места кои што ни се пријатни, а не сакаме да бидеме на места кои што не ни се пријатни. Детето, кога не сака да оди на училиште, она што прво се прави, се разговара со одделенскиот наставник, зависи која возраст е, и со службите во училиштето што се случува. Дали детето е жртва на булинг, дали детето има потешкоти да го совлада школскиот материјал, па тука имаме некој проблем. Дали едноставно методите на наставниците, на учителите се малце погруби за детето. Многу работи има, но прво се разговара и никогаш не се форсира најлошиот начин е сосила. Мораш, треба и сосила. И да се разговара со детето, то најдобро ќе ни каже. Без викање, да се праша детето што е тоа што се случува, од кое што се плаши. Значи тука го сврстуваме и училишниот притисок, што им се случува Значи, на децата училиштето, натре на самата видете настава. дека еден од најголемо време поминуваат децата во училиште и тоа е многу важен елемент од развојот на децата и обликување на децата. И она што се случува, дали притисокот, школскиот притисок, академскиот притисок е преголем за детето, дали детето има капацитети да се справи од тоа, кои се очекувањата па и на родителите, и на возрастните, и на домашните, од тоа дете, дали детето може да го постигне тоа, дали детето е прифатено од другарчињата, дали е исмејувано, дали можеби е жртва на булинг, иако не се е булинг, понекогаш и тие детски закачки се нормален развоен период кој што треба да се помини. Но многу често знаат да бидат и булинг и да бидат навистина страшни. Оно што јас го гледам во мојата работа звучи страшно, па на возрастен човек не би му текнале такви работи, како се однесуваат децата помеѓу себе. Врсничкото насилство. Булингот. Реалност за која што се говори во овој период, многу се говореше пред еден извесен период, но као нешто се стишено. Но јас и вие ќе кажеме дека навистина тоа не е стишено. Постои булингот. Што да правиме со деца кои што се жртви на булингот? Прво да се разговара. Вака сега. Она кое што е најважно
да зборуваме за семејството. Значи, каква е семејната средина и детето како се чувствува во тоа семејство. Најважното нешто кое што треба, кое што е потребно, детето да се чувствува слободно, да може да разговара за своите чувства и за непријатните, без да биде осудено и без да биде искарано. Да ја има слободата да сподели дека нешто му се случува. Споделувањето не го решава проблемот, но 50% од работата е завршена, бидејќи го освестува проблемот. Првично на родителите секогаш му доаѓа кога ќе се соочат такво да повишат тон од стравот и од болката, бидејќи ниеден родител не сака да го гледа сопственото дете како страда, но тоа е нешто што прво треба детето само да проба да се справи. Она што е важно е да се работи на зајакнување на довербата на детето, само довербата на детето, за да може да се спротистави на насилникот. Зборувам за децата кои што се жртва на врсничко насилство. Тука не зборувам за физички пресметки, за агресија, мада јас сум поборник, никогаш не употребувај сила, никогаш немој да влегуваш прво во физички конфликти, но доколку некој те удира и те тепа, нема да го дозволиш тоа, ќе кажеш на возрасен и ако не се подобри, следниот пат ќе вратиш. Бидејќи нема да ги учиме децата да се повлекуваат. Детето треба да научи да се спротистави и да се бори за себе си, но тоа да го исклучи употребата на физичко насилство. Дали таа родителска преголема заштита што сега се јавува кон децата е штетна или е пак корисна? Па некаде на средината, но повеќе кон штетна. Децата ќе пораснат. Не можеме да го заштитиме од се. Ние, возрастните, наша задача е да ги научиме децата како да се справуваат со негативните емоции, да ги препознаат прво и позитивните и негативните емоции и што да прават со нив. Заштитувајќи го детето од се, не можеш да го заштитиш од животот. Пак ќе повторам, тоа дете утре други ден ќе порасне. Утре други ден ќе се соочи со фрустрации. Прво нема да знае како да реагира и тука ќе настане вистинскиот проблем. Она што е многу важно не значи дека ние децата треба да ги разгалуваме. Да повторам, и да ги презаштитуваме. Знаете, границите треба да постојат, правилата треба да постојат, љубовта треба да постои. Значи, она кое што е важно, родителите кои што сакаат да ги презаштитат своите деца, сакаат да ги поштедат од тие негативни емоции и тоа го прават од љубов. Но исто така и од љубов треба да ги зајакнат нивните капацитети и квалитети да се справуваат и да ги научат децата да се справуваат со негативните емоции. Тука вклучува воведување на правила и воведување на граници кај едно дете. Значи, воспитувањето значи тоа, но тоа не значи дека треба да се прави tough love, не секогаш е најдобриот начин, според мене никогаш не е најдобриот начин, меѓутоа меко поставување на правила и граници и конзистентно и константно придржување до нив ги спрема децата да не дојдат во потреба, да имаат потреба возрастниот да мора да има презаштитнички став кон децата. Докторка, кога тие родителски грешки доведува до тие емоционални промени кај самото дете? Како се тие согледуваат? Од кој аспект родителски грешки? Јас би вака, видете. Родителска грешка, јас би ја нарекла, ако првиот пат вие дојдете кај мене и јас ви укажам што треба да промените, и следниот пат кога дојдете кај мене, вие не сте го промениле тоа, тогаш ќе ја наречам грешка. Да тргнем од таму дека ниту едно дете не се раѓа со прирачник за употреба и соупатство за употреба. Ние сите тргнуваме од она што ние носиме. Тој трансгенерацијски пристап, како ние сме научени, и тоа е негде закодирано во нашата подсвест, дури и подсвесно ги правиме работите. Сега е време ново, каде што за среќа ни се достапни многу информации, можеме да научиме нешто, да правиме поразлично.
но најчесто тие родителски грешки се начинот на кој што родителите знаат и се справуваат. А многу често се случуваат тие работи, бидејќи пак ќе повторам, ние доаѓаме од едно друго време, каде што не се зборуваше за емоциите, каде што не се разговараше за овие работи. А сега времето е сосем поразлично, или како што јас сакам да им кажам кога работам со децата, јас сум од минатиот век. Така да, тие родителски грешки, кога, пак ќе се повторам, кога ќе им укажеш на родителите што да променат, тогаш веќе, кога не променуваат, стануваат родителски грешки. Најчесто, проблемите, во секоја возраст може да произлезат. Ке произлезат и ке многу малите деца, ке произлезат и ке децата и со типичен и со атипичен развој. Ке произлезат и во школска возраст, ке произлезат и ке тинеџери, а најголемиот ефект ќе го имаат според мене во адолесценцијата и ке младите возрастни, кога нема да знаат да се соочат и справат со ситуациите кои што се случуваат и кои што се викаат живот. Дали тоа значи дека, јас стално го кажувам тоа, дека родителот ќе биде виновен и доколку направи нешто и доколку не направи нешто? Многу е вака црно-бело, да го кажеме. Виновен. Одговорен, јас би рекла. Пак ќе повторам, кога првиот пат ќе ви укажам, одговорноста била ваша до тука. Сега доаѓате. Не јас лично, сакам да кажам професионалец ќе ви укажи. И вие не ја направите промената и тогаш веќе имаме грешка, веќе имаме виновник. Имаме одговорени, пак зборувам за ситуации кои што не се абнормални, како например семејни насилства и ред други работи, имаме одговорност. Како например една моја позната реченица, многу од родителите што ја слушнале, и многу често ја користам кај децата со атипичен развој кога ќе доаѓаат на преглед. За секи најдиме лек, ама за разгалени деца немаме лек. И се случило да ме гледаат малку чудно, да ми се налутат одредени родители и сето тоа е окей. Мислам, разбирливо. И да помини година-две, баш пред некој ден добив таква порака на Вибер: докторка, сега ве разбирам што сакавте да ми кажете со вашата реченица, немаме лек за разгалени деца. Сега сваѓам дека агресијата на моето дете, а воопшто не доаѓа од аутизмот, туку тоа што син ми е раскален. Дали разгаленоста не води кај токму на таа тема за која што сакавме да разговараме, кај децата со АДХД? Во која смисла не води кај децата со АДХД? Разгаленоста никогаш не е добра. Пак ќе повторам, зборувајќи за чувства, за емоции, за справување, не значи да ги разгалиме децата. Сакам да кажам дека границите и правилата можат да бидат поставени и на мек начин, и може да се зборува за чувствата без децата да бидат разгалени. АДХД не значи и да разграничиме. Не секој разгалено дете има АДХД и не секој дете кој што има АДХД е разгалено. Многу често знае да се направи, да се помешаат и да не се земе сериозно, бидејќи иако се ова модерни времиња, иако сме многу напред и во науката и во нашата свесност за препознавање на одредени способности, сепак некако тоа АДХД не баш добро е разбрано, прифатено и препознаено, бидејќи многу често деца кои што навистина имаат расстройство, кој што е од спектарот на невроразвојни расстройства, се окарактеризирани како невоспитани деца, како разгалени деца, како некултурни деца, како лоши деца, а во основа тие деца имаат проблем кој што доколку биде навремено детектиран и на кој што му се обрне внимание и се третира, ќе биде многу работи ќе бидат спречени. Тоа е едната страна на паричката, а другата страна е дека не мора да оправдуваме се со АДХД. Навистина некои деца се невоспитани, навистина некои деца се разгалени, навистина некои деца се некултурни. И тоа не значи дека тие деца имаат АДХД. Сакам да кажам, треба да балансираме и прво стручно лице да потврди или негира
постоењето на таква состојба, бидејќи тоа сепак е една сериозна состојба која што си бара третман и која што доколку се пак ќе се повторам, во право време се детектира, спречува и превенира многу понатамошни последици. Постои ли епидемија од АДХД? Постои епидемија од етикетирање со АДХД. Не би рекла дека постои епидемија баш од самото Така. АДХД. Некако АДХД стане изговор и многу е полесно да речеме дека детето има АДХД, отколку да ја превземем одговорноста, дека на детето не му се доволно јасно поставени правилата и границите. И од една страна, а од друга страна не зголемената, туку воопшто големата употреба на екрани, екранизмот доведува на некој начин до не појава, туку посилна изразеност на симптомите на АДХД. Потенцирање на симптоматологијата. Потенцирање на симптоматологијата, исто како што сега сме посвесни и сме поспособни да го диагностицираме АДХД, така да комплексно е. Не дека баш е епидемија, но е зголемена инциденцата. Повеќе би рекла на препознавањето и Дали тука постои некој тип на рана детекција? па да, постојат батерија од тестови кои што, и пак ќе повторам, не треба секој дете да се носи, да се провери. Она дете кое што појавува одредени симптоми, одредени однесувања кои што може би одат во таа насока, постојат батерија од тестови и методи за да се докаже или отфрли постоењето на АДХД и не само на АДХД, во таа група и АДД-то и расстройство кое што е предоминантно со импулсивност, така да постои. Сакам да ја начнам темата токму околу појавата на проблемите со исхраната. Кај кого се јавува, во која возраст се јавува, какви деца се тоа. Сакав да направим една граница, дали е зависно од возраста, зависно од другите поставености, зависно од промените кои што се очуваат кај децата или пак од нешто друго. Пака сега, расстройствата во исхраната се една широка палета на расстройства и мислам дека цела емисија ќе ни треба за тоа да зборуваме. Предиспозиции постојат кај одредени деца да се појават, но не дека се детермирани и забетонирани дека баш и само единствено кај тие деца ќе се појават од една страна. Од друга страна, расстройствата на исхраната не ја вклучуваат само анорексијата, затоа кажав тоа е широка плејада, и во зависност од возраста во која што се појавуваат, симптоматологијата и типот на расстройство може да биде различен. Например, за споредба, расстройство во исхраната и кога едно дете одбива да јаде, не затоа што мисли дека е дебело или се гледа како дебело, и тоа најчесто е многу подоминантно кај малите деца, на почеток на школска популација, дури и предшколска, едноставно одбива да јаде и не јаде, а со тоа и губи на тежина, поради тоа што има страв дека при самото голтање може да се задави. Во моментот јас имам 4 деца кои што имат расстройство во исхраната и причината е стравот од голтање. Исто како што претходно сум имала доста малечко дете на 5 години, беше детето, престана да јади, бидејќи кога дали таблета за висок притисок беше во прашање, беше детето болно, му беше дадено таблета не сироп. При голтање на таблетата детето се задави и се засрекна. И имаше болка, застана таблетата. Од тој момент толку се уплаши што прекина да јаде храна која што не е пасирана течна на почетокот, значи тврда храна, за да со тек на време воопшто прекина храна секаква да внесува, имаше страв да пие вода. Сега тука е проблемот како да се надмине и како да се убеди едно дете со таков страв дека ти треба да дадеш таблета, бидејќи ова беше состојба каде што апсолутно не можеше со психотерапија, со психолошко советување, со семејно советување да се надмине.
Затоа викам, во зависност од возраста во која што се појавуваат, а можат да се појават во секоја возраст, различен е и типот, и предоминантно, посебно таа анорексијата е најзачестена во адолесцентна возраст. Негде веќе од 12-тата година натаму е позачестена. Но пак ќе повторам, за тоа би ни требало цела емисија, бидејќи има многу да се зборува, има суптилни работи кои што се всушност расстройство во исхраната, а не се препознаени, и причината поради која што се појавува е малце дискутабилна, дури и самиот третман е доста специфичен. И не е секогаш храната проблемот. Храната е всушност само медиумот преку кој што се јавува проблемот. Нормално дека постојано работите и на вашата амбуланта е секогаш преполна со пациенти. Секој го бара, да кажеме, решението во врска со неговиот проблем. Се почесто вие, бидејќи сте и секако психијатар кој што работи адолесцентни случаи, за кои што нели почнеме и да говориме еден дел, бидејќи начнеме само еден дел од педијатриската, но продолжуваме и во адолесцентниот период. Колку се кај нас присутни, кај нашиве деца, пореметување од типот на биполарните пореметувања, шизофрениите и така натаму? Не можам да ви кажам точни бројки, ако барате бројки и проценти. Не, него токму да Меѓутоа поразговараме на таа тема, бидејќи значи се присутни, за жал, бидејќи една од периодите кога се појавуваат, кога што може да се појават, е точно таа адолесцентна возраст. Со таа разлика што конкретно за биполарното расстройство, кога се појавува од многу рана возраст, адолесцентна возраст, малку поразлично е. Не е баш она типична психијатриска слика која што знаеме дека е биполарното расстройство барот. Оди малку поразлично и многу често знае да ја помеша сликата со АДХД, непрепознаено, и понекогаш не понекогаш, туку во диференцијално дијагностички пристап, многу често АДХД со биполарното расстройство се препоклопуваат и е многу важно да се разграничат, бидејќи тука многу е импулсивноста доминантна кај овие деца. Исто како што и психозата ја гледаме многу често, не значи дека секоја психоза и секоја психотична епизода ќе заврши со шизофренија или со расстройство од таа група на процесуални расстройства, но многу често, зависно од квалитетот на психотичната епизода и возраста која се појавува, за жал оди во таа насока. Но она кое што е позитивното е колку побрзо го препознаеме и започнеме со третман, на долги стази го зачувуваме когнитивниот процес и тоа когнитивно опаѓање и придонесуваме за подобрување на квалитетот на живот во возрастната популација која што од претходно е детектирана дијагнозата, значи расстройството. Но за жал ги има, присутни се. Што означува појавата на стресовите кај децата, поготово во детската и во адолесцентната возраст? Па видете, стресот е различен. Нели сите деца ќе дојдат и кажат, леле, колкав стрес имав и така натаму и така натаму. Ама секоја планина со својата тежина. Ако за едно дете кој што ни кажува, леле, колкав стрес имав, и шо беше тоа стресот, ама, конкретно јас денес имав таков, последната пациентче ми беше толку прекрасно, толку уживав да разговарам, толку позитивно и толку едно девојче, и имаше стрес на училиште, ама толку силен стрес имаше, ама толку дури солзи имаше на очите. Добро, му викаме, шо беше стресот, кажи ми, да ти помогнам. Не ги напишав сите задачи, не ги решив сите задачи на тестот по математика и знам дека ќе добијам помала оценка. Од аспект на возрастен, за мене тоа е, леле, ништо, но за едно дете на таа возраст, тоа е крајот на светот. Дали ме разбирате? И силата на стресот е навистина голема, бидејќи перцепцијата на тоа дете е дека навистина е важен тестот по математика, дека тоа дете вложило труд и напор и има знаење кое што е големо, ама не успеало да го покаже на тестот од X причини. И тоа е огромен стрес. На еден тинејџер, ова да го слушне,
ќе почне да се смее. Ама замислете на еден тинејџер, ако девојката му се скара или не му врати на пораката, 2 часа. Да. Замислете колкав е тоа стрес. Или замислете ако го фатат родителите дека пуши цигари. А многу често го прават тоа тинеџерите. Замислете колкав стрес е тоа. И не дека пуши цигари, туку фактот дека родителите разбрале. Затоа ви викам, стресовите се различни и поимањето на стресот и доживувањето на детето за стресот. И пак ќе се навратиме на оно што цело време сакам да го кажам, да не е се стрес, па и од друга страна. Препознавањето на емоциите. Треба да научиме да ги препознаеме емоциите, тоа е важно да зборуваме за емоциите. Ама тука се трга од нас возрастните. Како едно дете ќе знае да зборува и за стресот, и за емоциите, ако возрастните не зборуваат за тоа, ако возрастните не ги покажуваат емоциите и не ги нормализираат емоциите. Прво, ние треба возрастните да научиме да го прифаќаме стресот, да го препознаваме и другите емоции, и позитивни и негативни, за да можат и децата да го прават тоа. Бидејќи, знаете, децата не само слушаат што зборуваме. Децата многу повеќе го впиваат како сунгери однесувањето кое што ние го покажуваме. Така. Јас стално ќе се надоврзам на вашиот разговор, почесто и го спомнувам дека се зародиш во семејството. Семејството значи и означува една единка, една целост која што од се понатаму во развојот на децата зависи. Почесто слушам кај децата во врска со жалостите кои што им се случува. Сакав да поразговарам и на таа тема. Сметам дека треба да ја засегнеме, бидејќи тие се од нешто се ожалостени. Дали од другарчето, од загуба некоја, изгубиле нешто и така натаму. Колку е проблем тоа во психијатриските рамки? Зависи за каква жалост зборуваме. Кој тип на жалост и што се случува? Какво е тоа губење? Има разлика да изгубиш родител, има разлика да изгубиш другарче кој што ти се налутило и ти се скарало, има разлика да изгубиш баба или дедо, има разлика да изгубиш домашен миленик, има разлика да ти се скрши омилената играчка, иако тоа е многу голем проблем за едно малечко детенце. Има разлика да добиеш да си жалостен, ти доби лоша оценка. Зависно од типот на жалост, од капацитетот за справување со негативната емоција на детето и на целото семејство, од тука тргнува тоа какви симптоми може да развие и ќе развие детето, кои што би го довеле до кај нас. Дали ме сваќате? Ради тоа што, да речеме за жал, едно дете кој што изгубило родител, малечко дете, кој што изгубило родител. И знаете, обично не им се кажува, на работа ќе се врати, и ако има начин како да се каже, и јас сум поборник за тоа, децата да не се лажат. На децата треба да им се каже вистината на јазик соодветен за нивната возраст, на јазик со не само за возраста, туку и на капацитетот на поимање и разбирање на нештата, за да разбери што се случува. Ти ако на едно дете му речеш дека родителот е на работа, тоа дете цело време ќе го чека да се врати. И ако не се врати, детето ќе мисли дека родителот го напуштило и дека не е доволно добро и не е доволно сакано и дека не заслужува родителот да биде покрај него, и тука иде појавата на други проблеми. Она кое што сакам да го кажам, например, едно дете кое што загубило родител, иако не му се кажува, ја чувствува жалоста во семејството, го доживува отсуството и очекувано е кај тоа дете да имаме негативни емоции. Тие негативни емоции не секогаш ќе бидат плачење. Многу често можат да бидат агресија и лутина, бидејќи многу е полесно едно дете да биде агресивно отколку да биде тажно. Кога детето е агресивно, на некој начин ја има контролата, а кога тажно е во подредена позиција и ја има изгубено контролата. Многу често тоа може да значи регрес на функциите кои што се развиле, например да страда говорот, а едно од најчестите, пак ќе повторам, зависи, зборам тука за предшколски деца, за многу мали деца, педиатриска популација. Еден од најчестите симптоми е мокрењето. Детето да почне да мокри навечер, да мокри. Исто така не само навечер, да почне да ја губи контролата на сфинктерите, во тој регрес на функциите од жалост кој што станува. Така да, жалоста е различна, а пак семејството е
од семејството доаѓаат сите капацитети на справување, првично како ги учи детето и која е силата на семејството да го поддржи тоа дете и да ја даде поддршката од една страна. Такви случаи на ноќна енуреза, на ноќно мокрење имаме при кај децата, поготово кај семејствата кои што се дисхармонични, кај разделени Зато семејства. викам, траумите сами по себе, траумите многу често знаат да дадат таков симптом. И секогаш бараме дозвола да ние ќе го таргетираме за почеток, но која е причината поради кој што се појавило тоа ноќно мокрење? Може да е и кај дисхармонични. Искрено, стравот, многу често стравот знае да се изрази со ноќно мокрење, а стравот може да биде од многу различни причини, како и кај дисхармоничните семејства. Една приказна, една сфера која што сакам да ја допреме токму вечерва, мора да биде на кратко, сакам да кажам, токму заради тоа што навистина имам такво чувство дека до утринските часови можеме да разговараме. Сигурно. Околу зависностите. Се почесто веќе ни се јавуваат проблеми кај зависности. Можам да зборам дури и од малите возрасти, а подоцна и кај тинејџерите, адолесцентите и така натаму. Докторка, кажете што се случува? Прво зборувавме за екранизмот. Точно, токму тоа првата зависност е екран. Зависност од телефони. Што значи зависноста? Да не можеш без нешто и кога го немаш тоа нешто да појавуваш негативни однесувања, емоции, веќе понатаму и физиолошки промени се случуваат кај другиот тип на зависности, со кои што не можеш и не знаеш да се справиш. Првото нешто ви е телефонот. Така ги учиме ние деца. Како очекувате едно дете навикнато на брз допамин, кое што имало зависност од телефон и продолжува то понатаму, дека нема да посегне по одредени супстанции во адолесцентна возраст, за да го, бидејќи телефонот нема да биде доволен, за да го дава тој брз допамин и ќе има потреба од се повеќе и повеќе и тоа нема да го добива по здравите начини и за него не се познати баш тие здрави начини. Очекувано е, то не значи ако јас кажам очекувано дека е во ред, апсолутно не е во ред, да посегне по психоактивни супстанции. Во најмала рака тоа да биде тутунот, да биде никотинот, дали ќе биде цигара, дали ќе биде вејпот, дали во денешно време снузот, кој што за жал мислат младите дека е многу добар, а има многу поголема концентрација на никотин од обичната цигара и ќе почне од таму, па потоа се понатаму и понатаму, за да го добие тоа чувство на кое што неговиот мозок е научен уште од самото раѓање, од најмала возраст. Тоа е сфера на задоволство. Да, задоволството кое што го добива, бидејќи зборувам развојно, имаме причинско-последични однесувања. Почнавме, го научивме детето, на што викам цело време, за тоа дете тоа е нормално. И ќе бара се повеќе и повеќе, доаѓате во ситуација на една апатичност, кај што тоа не се добива, телефонот не е доволен, животот надвор, јас вака многу често кој ми речат имаш другарчиња, кога се зборувам со децата, да имам. Ама му викам сите тие живи другарчиња се, ги имаш видено вака во реалноста се или внатре во таа кутијата. Ама тие се онлайн. Дали ме разбирате? И тие се научени да добиват задоволство во тој онлайн свет. И сега, нема доволно јак стимул од живите задоволства кои што се случуваат и од животот кој што се случува и се бара се повеќе и повеќе и така настанува тој модел. Така се појавува таа апатичност, така се појавува таа меланхоличност, така се појавува таа досада со која што тие не знаат да се справат, имајќи во предвид дека досадата треба да ја научат како дел од животот, а тука се појавува не знаат што со неа и тука се тргнува и се бара стимулацијата и зависноста. Сето тоа не води кон еден момент кој што децата покрај сите овие проблеми кои што ги имаат во врска со психолошката своја развиеност, својата силина во делот на емоцијата, на нивното живење понатаму. Дали сето тоа не го сврстуваме во една сфера на некакви си, како да кажам, обсесии? Зависи од кој аспект. И обсесиите во глобала
Јас би кажала колку влијае на квалитетното и нормално функционирање. Една обсесија, например, ако едно дете има обсесија да црта, Така. до степен да црта убаво, да се посвети, но тоа е позитивно. Ама доколку таа обсесија ги надмине границите на здраво функционирање и детето не прави ништо друго, ова само мала метафора правам, детето не прави ништо друго, освен што црта, веќе имаме проблем. Од друга страна, ние имаме едно многу често расстройство кое што се вика обсесивно-компулсивно расстройство и кое што е многу често и во детска возраст, во адолесцентна, но сега се почесто го гледаме и во детската Токму тоа и беше возраст. прашањето, да. Знам дека тоа беше. Каде што не се само ритуалите проблемот. Проблемот се тие обсесивни мисли кога предимно се кога е предоминантна обсесивната мисла од И спектарот. репетирањето на истите. Да, повторувањето, таа обсесивна мисла е толку мачна, толку најчесто ирационална, со тек на време станува реална за детето и кое што си бара сериозен третман. И она кое што го кажав на почетокот, дека има разлика колку брзо се бара помош, не секогаш пребрзо и не за се, некош нема потреба. Апсолутно имам, например, случаеви кај што немало потреба да се дојде на психијатар, детски психијатар. Конкретно кај обсесивното, кај обсесиите, кај обсесивно-компулсивното расстройство, многу е важно по колку време ќе се побара помош. Бидејќи колку подолго е проблемот, толку потешко и подолго ќе оди лекувањето. Колку порано е детектиран проблемот и се побара помош, е толку побрзо. Бидејќи, како што напоменав, многу често тие обсесивни мисли се ирационални. Но колку се подолго време, толку на некој начин се одомакинват и толку детскиот мозок, детската психа си наоѓа начини да ги рационализира и да ги направи да се како реални, да ги прифати, што после многу потешко се сузбива и се крши тој момент. Дали ме разбирате? Значи, кога се во фазата неирационални, кога, пошто ги плашат децата, кога не се прифатени за вистински, многу полесно може да оди третманот. А третманот е многу поспецифичен и конкретен. Докторка, мислам дека такво е чувството, како што се реков преска, само да се повторам дека не можеме, малку ни една емисија. Да. Ве канам да ми бидете повторно гостин. Благодарам. Ви се да благодарам што вечерва ми сметам дека објаснивме многу битни теми кои што ги засегаат родителите, иако добив многу прашања за вас конкретно, кога станува збор на ова психијатриска, детска психијатриска, нели, патологија и проблематика. Како за крај, ваш совет или ваша порака до родителите пред се? Вака, прво, мислам дека многу работи начнавме и малку ги збунивме родителите, дел објаснавме, дел ги збунивме. Оно што јас би сакала да им го порачам на родителите, на децата не им требаат совршени на родители. На децата им требаат среќни, здрави и присутни родители. Така да совршен родител не постои. Меѓутоа, среќен, посветен родител постои. А родителите многу често ги учам дека пред да бидат родители, прво треба да бидат среќни, задоволни сами со себе и да наоѓаат време да си дадат и за себе и време заедно со сопствените деца, кое што ќе биде квалитетно. И само би им порачала да бидат присутни за сопствените деца, да не го бркаат совршенството, да бидат тука, достапни и присутни, па макар тоа било денешното време и денешното темпо, сите го знаем. Нека се 5 минути квалитетна присутност, каде што ќе се слушнат самите себе си и ќе ги слушнат своите деца и ќе разговараат за емоциите. Значи, емоциите се нормална работа. И мажите плачат. И за мене силно, има многу момчиња кои што, тоа им го кажувам, за мене силен маж е оној што има храброст да плаче. Така да ги научиме емоциите, да ги уживаме емоциите и да разговараме за нив. И да прекинеме да
трагаме и да го бркаме совршенството, бидејќи нема совршен живот, нема совршени родители, нема совршени деца. Сите сме совршени на свој сопствен начин. Како за крај вечерва можам да кажам дека научив и јас една голема лекција, не токму што сте ми вие соговорник, него што го покажавте целокупното свое умење и знаење во врска со детската психијатрија, каде што дадовте еден совет кој што значи многу и е совет до родителите, тоа е дека семејството е се и дека семејството значи присутност на двајцата родители кои што вистински ќе го правуваат. Сметам дека се што правиме во животот правиме за своите деца и тоа така треба и да продолжи, да ги направиме здрави, корисни личности кои што ќе го продолжат, да кажеме, ова општество да го краси со еден епитет на убавина и на зрелост. Ви благодарам и на вас што бевте вечерва присутни со мене и со доктор Билјана Гачовска. Сакам да ви се заблагодарам и да кажам дека и во наредните емисии ќе говориме уште повеќе на темите кои што го засегнуваат семејството и дека ќе бидеме постојано со вас буквално за сите совети кои што треба да даме. Се за децата.